Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, тука во студиото е господинот Ѓокица Лукаревски, македонски актер, македонска уметничка и актерска легенда. Добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам на овие убави зборови. Многу ми значат како секој човек кој што се бави со некоја јавна дејност, кој ќе му кажат признат, познат и така дали и така дали. Добро, за вас мислам дека тоа е една стандардна најава која е излишна за вас, било што да кажеме повеќе, бидејќи иако еве ве следиме во моментов професионално, сепак сите пораснавме со вас, со вашите улоги. Неодамна добивте и орден од председателот Пендаровски, тоа на некој начин еве ни беше повод да ве повикаме за тоа, за тој орден, како и за животно дело и за сето она што го направивте. Како е еден, мислам сте добиле, читав за вас, сте добиле доста награди во вашата кариера. Да, имам доста награди, можеби не од највисок ранг награди, меѓутоа награди кои што ми значат многу. Ми значат една сатисфакција за моето работење, во моето ангажирање преку во овој период од 40 години, да не речем. Меѓутоа, ова признание што го добив од председателот ми значи како круна на една буквално сатисфакција за нешто што сум го работел со апсолутна желба и љубов кон се она што сум направил. И затоа сум премногу среќен, бидејќи успеав на некој начин да го валоризирам она што сум го работел скоро 40 години, не скоро, туку поќе од 40 години. И ми беше баш драго кога излегов на сцена и кога директно од рацете на председателот Пендаровски го добив ова признание, што значи апсолутна сатисфакција за мене. Кога зборуваме за ова, еве за овој орден, тука се наметнува прашањето, да речеме за односот на државата кон уметноста, ајде да речеме, не само кон актерите, туку во сите сфери. Често слушаме некогаш дека можеби институциите, ајде да речеме, го запоставуваат тој дел, па не го валоризираат доволно творештвото, уметноста, животното дело и така натаму. Како гледате вие на тоа од ваша страна? Се сложувам со забелешката и благодарам на прашањето што е апсолутно акутен проблем на нашево живење, затоа што мислам дека премногу малку се посветува внимание финансиско и општествено признание за нашата професија, која што комплетно за уметноста, не зборам само за нашата уметност театарската и филмската, туку комплетно за уметноста, затоа што тука влегуваат и ликовната уметност, и музичката уметност, и сите дејности кои што се врзани со уметност на некој начин. Мислам дека тоа е многу слабо оправдување на тоа, чекајте, има време, немаме средства, немаме... Гледајќи ги паралела, ако направите со некои други средини, кои што ние ги имаме како можност да ги перцепираме, нели? Се гледа дека таму се функционира максимално добро тоа. Максимално добро, зошто? Заради тоа што има продукција која што знае да го направи тоа, која што има можност финансиска и така натаму. Меѓутоа овде кај нас, прво почнувајќи од министерството и почнувајќи од сите други одговорни дејности кои што се врзани со уметноста, некако, како да кажам, некако на брзина бегло проаѓаат преку нашата работа, која што апсолутно е врзана со финансии, затоа што сакаме да направиме некаква продукција која што не ја финансираме. Значи, се мора да се финансира во секој случај и треба да се поттикнат луѓе кои што се бават со оваа уметност, да се поттикнат луѓе да се ангажираат за да дојдеме до некаков резултат. Мислам дека тоа е еден огромен недостаток на нашето живење овде што се однесува до културата. И се надевам дека ќе профункционира нешто, ќе почне да работиме, затоа што, видите, имајте во предвид дека има огромен број артисти кои што завршиле високо образование, фактички академија, кои што не се вработени. Ако се навратам назад на моето време, ние исто сме завршиле академија, меѓутоа тогаш продукцијата и во телевизијата, бидејќи беше една телевизија тогаш, македонската телевизија имаше страшна продукција. Ние како млади
сме влегувале од серија во серија. И така се создаваа личности кои што беа препознатливи кај и симпатични кај публиката. Меѓутоа сега во оваа бројка од 100 и кусур артисти кои што не се вработени, немаат можност, затоа што нема продукција. Нема продукција која што може да ги ангажира, затоа што ја не верувам дека нема талентирани дечки, нема, апсолутно. Има многу талентирани дечки кои што ете чекаат шанса, меѓутоа не ја добиваат шансата, а тоа е само резултат на една, како да кажам, не одбивање на ова, туку негрижа, и можеби не е тоа, негрижа, можеби некаква финансиска непресметливост на органите. Немање стратегија вистинска, предпоставувам. Да, и стратегија за да можат младите да се презентираат и да се изградат како личности. Јас еве и ден денес не дека се фалам, него уште поминувам и уште ги памтат македонски приказни, ги памтат некои представи што сум ги играл. Меѓутоа сега младава генерација која што е желна, гладна за работа, не може да се препознае. Не може затоа што еве да направиме некоја паралела, некој ќе рече бе твојата генерација е друго. Еве младата генерација не ги препознава личностите кои што треба фактички да станат звезди. Тоа е најголемиот недостаток на Да, се сеќаваме на ликовите на Ѓорги Колозов, да, абсолютно. Гоце Тодоровски, Благоје Чоревски, Ванчо Петрушевски, значи македонски приказни, навистина тоа беше многу бевте препознатливи тогаш. Апсолутно. Еве, јас се обидов да најдам некои делови од вашето творештво, тоа што е достапно, што може да најдеме. Да. Најдов едни куси сегменти, ќе ги пуштаме во текот на разговорот. Еве, токму имам од македонски приказни, да видиме еден краток дел, па ќе продолжиме. Да. На правда на Бога ми го зеде магарето, каде Ефенди. Јас се сум уратил, до пара сум уратил и борче не усум. А тој уште бе прави борчке. Аман бе, а ти голем мака си имал. Што ти кажувам бе каде. Голем мака. Ја, види каде баба. Види, ќе оставаш малку да му го мислам, па да ти кажувам после. Да мислиш каде оде. Види, јас магајето... Сус, остај кади баба да мисли, чаре да најди. Сус, ајде кади баба. Гледај ми те, ќе го зимаш двајца твои добри пријатели. Двајца пријатели. Чекај да пишам. Арно ти текнал бе ти бе, еј, китапчи. Двајца. Се знае, јас кога зборувам, све у тефтер треба да влегува. Ич. Значи ќе зимаш двајца твои најдобри пријатели. Двајца најдобри пријатели. Ќе ги донесуваш тука. Јас ќе им кажувам, ќе им давам малку ум во акалот. Да, еве еден сегмент од една македонска приказна, како изгледаше тоа на времето. Да. Добро, тоа беше стварно настан. Настан беше затоа што тоа беше еден серијал кој што го снимавме многу брзо, многу организирано, многу спремни артистите, дури и техниката беше апсолутно, затоа што се сеќавам дека ние одевме на еден објект, например Пантелеймон горе има нали еден објект, одевме таму и снимавме, можете да замислите 3 епизоди македонски приказни во еден ден. Тоа значи почнувавме од 8 часот, завршувавме се додека имаше бленда, додека има сонце, меѓутоа завршувавме со 3 одеднаш ги снимавме, сите бевме спремни, сите бевме просто толку занесени од таа убавина на професијата и на самата серија, што беше тоа едно доживување кое што мислам дека тешко може да се врати назад. Јас гледам сега дека и повторно почнаа со македонски приказни, меѓутоа не знам дали е постигнат истиот ефект или истата... Тоа токму сакав да ве прашам, мислам дека колку што можам да забележам и на повеќе телевизии се даваат различна и дека различна продукција, не е една продукција, каде што се снимаат, но еве ние сега лајачки како гледачи кога ги гледаме,
да не се навредат ниту продукцијата, ниту актерите, мислам, ние оно што го забележуваме, како да не е тој квалитет. Така барем мене ми се чини, не знам. Вие подобро знаете кога гледате. Секако дека е апсолутна забелешка, позитивна забелешка, затоа што мислам дека покрај тоа што не е тоа што беше, секако, веројатно дека и авторското учество во македонските приказни е многу паднато долу, затоа што премногу експлоатирана беше таа приказна на македонски приказни, премногу експлоатирана и сега да се враќаме, дури нема ни тема. Тешко е да се најде тема сега. Потрошени се темите, да. Потрошени се и теми, тешко е да се најде и тема. И ако се најде темата, треба да биде онака изиграна како што треба, да на едно високо ниво за да ја плени публиката. Ако го немаш тоа, не може ништо, затоа велам, не е тоа, не е вие бевте вака, вие бевте та. Точно, меѓутоа ние бевме почетници, пионери на еден правец кој што апсолутно го трасираше патот на успехот преку македонски приказни и тоа беше буквално за нас една гордост, затоа што еве и ден денес, нали, зборуваме и ден денес се случува да те видат негде и македонец, од тоа ние пораснавме со вас, што ми значи мене многу ми значи како личност и како актер кој што учествувал во тие работи. Кога зборуваме за еве и вие ја начнавте пред малку таа тема во поглед на младите актери, на актерството, за тоа што за нивната перспектива, ајде да кажеме, и за стратегијата на државата, интересно е еве како стојат околните држави. Ако се вратиме на Македонија порано, па и во склоп на поранешната држава СФРЈ, се сеќаваме како што кажавте ви, и продукцијата на МТВ, и театрите, и филмови се снима константно, и серии. И имаше една навистина многу поголема продукција него сега, еве за разлика ја гледаме да речеме соседна Србија. Ако порано бевме преокупирани да речеме со турски серии, со таа продукција, и се уште сме, видовме дека Србија разви една сериозна продукција на серии пред се. Создадоа 2-3 хит серии кои Балканот го некако веднаш, значи стана најгледани на Балканот, па и филмови. Последните филмови за Тома, за така натаму извади навистина огромни хитови кои се гледат во Хрватска, во Словенија, во Босна. И мене ми е сега прашањето. Ако Србија може, значи не е тоа дека не можат балканските држави повторно го прават тоа, но се чини дека оно што го зборувавме, нема стратегија, нема волја, не се финансира доволно тој сегмент. Да, знаете што, се уште не е најден мотивот. Прво треба да се најде мотив. Кој е мотивот што ќе ја повлече таа огромна војска од луѓе кои што треба да бидат ангажирани во некој проект? Треба да има мотив. Мотивот е многу слаб. Мотивот не постои, поточно не постои мотивот. Зошто? Заради тоа што треба и општествените дејности и министерство да се ангажираат и дури да им наметнат едно темпо на функционирање. Спомнавте Белград. Јас просто не можам да... Јас еве ги паметам артистите кои што се на некој начин моја возраст, ги паметам сите до еден. Меѓутоа гледам сега млади артисти кои што ме фрапираат просто. Меѓутоа зошто? Заради тоа што има продукција, затоа што се внесени во работа, затоа што можат да го искажат својот талент. И они станаат звезди сега. Апсолутно. Биковиќ, на пример, кој го знаел Биковиќ на времето? Меѓутоа Биковиќ стана звезда, светска звезда. Дури заради еден негов испад се они го тргаат од еден проект, светски проект кој што е на политичка база, без разлика. Да. Тоа е негово мислење. Меѓутоа, тоа се такви звезди создадени во ново време. И сега некој ќе каже, да, Белград има можност, меѓутоа, јас мислам дека кај нас има секако дека има моќ и некој да финансира и да спонзорира и да биде покровител на нешто, да биде директен финансиер на одреден проект, меѓутоа, не гледам авторство. Авторството го нема авторство. Ние како да замревме од после Горан Стефановски, како да не постои нешто друго, ние бараме сега текстови од надвор, па ги адаптираме на наши услови, режиски, апсолутно, што на некој начин е и добро, за да се работи. Меѓутоа, немаме авторство. Ја гледам и во музиката. Народната музика.
Има млади дечки, меѓутоа авторството го нема мотив. Зошто е тоа? Не можам да сватам, затоа што сега се правдам себе си, зашто мислам погрешно. Мислам погрешно затоа што нема финансирање, не може да се каже, слушај, не јазичната бариера. Ако е јазичната бариера проблем за нашата професија, која што е на некој начин, меѓутоа, зошто да е проблем за музиката која што нема граници? Нали викаме музиката нема граници. Зашто да е тоа проблем? Зашто нашите не може да пробијат? Ретко ќе се случи некој пејач или музичар да. Тоа се врвни квалитети, да, каљопи и така натаму. Меѓутоа, не е тоа доволно. Младите седат, чекаат и се сведува све на клуб варијанти, на дискотеки, на ова, но на кај што е пак интересно. Интересно е за младите тоа, но звезда треба да се создаде, звезда. Немаме више Тоше Проевски. Да. Тоа е апсолутно така во поглед на филмската продукција, ајде да речеме, на агенцијата за филм, гледаме дека, јас барем што гледам, главната преокупација на тие, нема да ги именуваме нормално, режисери, директори и така натаму, генерално дека главната преокупација им е како борба за фонд, борба за пари, на кого му дала државата, на кого не му дала. Значи, тоа е, воопшто немаме некоја друга дебата. Точно така, ама кој го трпи тоа? Тоа е се на грбот на тие директните учесници, артистите. Ако они се расправаат за пари, што е и евидентно дека е така, нели? Ако они се расправаат, кој го трпи тој удар? Го трпат оние кои што се директни учесници во тоа, и зарад таа војна нивна не може да се создаде нешто покрупно. Значи мора, ја не велам дека треба да се финансира неквалитет. Апсолутно. Има стручни емисии, има комисии кои што ги снима, ги читаат и сценарии, така. Ама не може да дојдеме во ситуација да нема што да се снима, да нема. Ќе излезе една серија која што едва и се држи на стаклени нозе да протурка нешто, така да тоа е голем проблем. Да. Каква е состојбата во театрите? Гледаме дека представи има, ја колку што можам да видам, драмски работи, МНТ работи, но веројатно вие знаете инсайдерски малку повеќе каква е состојбата. Ако коментирам нешто што е битно за мојата куќа од која што потекнувам, драмски театар, мислам дека има репертуар, меѓутоа што нема. Во анализите на репертуарската политика мора да се има сенс, чувство да се има за публиката. Мора да се прават представи покрај тоа што се представи од висок калибар, да не речам класика и така натаму. Меѓутоа, мора да се има сенс и за публиката, за да почувствува публиката, за да внесеш публиката во театарот. Сега има представи, меѓутоа тоа се све полуконјунктурни ситуации. Као што не можам да спомнам, значи, као што бил Косанчичев венец, како што бил Викенд на мртовци, као што бил добро, и други, да не речам, нели така, други представи кои што носеа публика, по 300 представи се играа, Навистина чудно. Сега има публика, меѓутоа дури младата публика која што доаѓа не може да биде задоволна само од некакви класични представи, некакви режиски представи кои што имаат висок квалитет. Меѓутоа представи кои што бараат одредено тумачење, па анализа и така натаму. Мора да се сведе театарот кај нас, да се сведе на нешто што значи конјунктура, нешто што значи поттик на младата генерација да дојде да гледа. Го нема веќе она време во драмски театар кога се чекаше карта од повеќе. Го нема тоа време, што е многу чудно, нели? Затоа што јас мислам дека ако примерот од една ситуација се користи на вистина, треба да се искористи до крај. Нели? Ако тоа е еден патоказ за успех, зошто тогаш го отфрламе? Тоа мене не ми е јасно. Знаете како некој ќе каже дека ајде можеби модерно време, интернет, веќе се тоа опаѓа, гледање на телевизија опаѓа, но сепак гледаме дека во другите земји не е така. Па не е. Значи театрите, представите функционираат. Апсолутно. Тоа максимално. Јас гледам сега во Белград. Па во театри се создаваат нови театри. И секој ден има представа кај што е полна салата.
Нели доаѓаат луѓе, театарот е друга работа. Телевизијата, јас се слагам дека таков медиум апсолутно е потребен за некаква презентација на личности, таленти, да се открие. Меѓутоа театарот е жива материја која што публиката директно ја перцепира уметноста. Директно ја перцепира уметноста. Тука нема лага, тука тоа што ќе го направиш доаѓа до публиката или ќе те отфрли публиката. А тоа е најголемата тајна на нашата професија. Да дојдеш, да успееш, да влезеш во душата, во мислата на публиката. Такви представи нема, мене не ми е јасно. Да, добро, имаме и за ова извадено некои сегменти. Ајде да видиме еден дел, значи една представа со Катерина Крстева или популарната Мара Попара, нели? Да видиме еден сегмент, па ќе продолжиме со разговорот. Чекај, бори, да ги опашам гаќиве, па ти. Какви гаќи, бре? Како какви, бори? Ги смерив сега гаќите со знамето од партијата наша. И што трчаше по село? Да пропагираш Ја пропагирам партијата, бори. Пепе, што беше? Ама смрзна галиба. Смрзнав да ти кажам. Куси многу ти ги дале. Куси. Што направиш? Имаше тука знаме, а? Знаме. На партијата. Па што не ти дали хулаковки, барем? Да не смрзнеш. Нема број за мене, да ти кажам право. И што направи после со партија? Што направи? Ништо што ќе направиш. Председателот мој ми вели, слушај, рече, пропагира партијана, може да станеш министер за земјоделие, вели. Леле, ти да станеш министер. Да, ова е исто така сегмент од представа. Знаете што сакам да ве прашам? Некако сте препознатлив по, значи, и македонски приказни, и порано Хикирику што беше, и представи женски оркестар, ќе видиме и дело тоа беше подоцна, нели, и филмовите, и сериите. Препознатлив сте како глумец кој има комични улоги, и тоа на некој начин е нормално, гледам дека постои таква диференцијација секаде, вие стручно повеќе знаете. Секако. Ја гледам дека има некои кои се ориентираат така, но предпоставам дека сте играле и во, ајде да речеме, условно кажано, сериозни улоги, да, така? апсолутно. Видете, јас никој пат во мојата кариера не сум ја двоел работата на комичари и на трагичари. Мојата филозофија на моето работење, она што може да го направиш артист, што може да го направи артистот, тоа е неговиот талент. Јас секогаш сум се трудел да бидам не само комичар, сум се трудел да бидам и драмски артист, затоа што во една представа која што игравме во драмски театар се викаше Карамазови, во режија на Пауло Маџели. Играв еден иследник кој што во југословенски рамки беше оценет како едно од најдобрите остварувања на сите досегашни инспектори кои што играле тамо во таа представа. Така да, сакам да кажам дека секој артист, било што да му се понуди, ако има желба и визија како тоа да го направи, тоа е богатство за еден артист. Друго е кој ќе кажете хумор. Јас доаѓам во ситуации, во некој интервјуа што сум бил, ај кажи некој виц. Што мислам, тоа е смешно. Смешно е затоа што јас пак вицови па уопште не знам. Не ги памтам, ќе запамтам некој виц кој што ми е баш онака ќе ми легне на душа. Ама се дрзнуваат одредени водители да кажат, ајбе кажи еден виц, нешто кажи. Не може, мислам, тоа не произлегува директно во моментов. Треба да си се има артисти кои ќе кажат, нели ќе кажат одреден виц, и тоа е дарба, апсолутно, што ја почитувам. Меѓутоа никогаш не сум ги двоел работите комичар и драмски артист и трагичар и така натаму. Тоа е само еден плюс на моето творештво, кое што сум го знаел. Например, сум играл Иванов представа, Булгаков, која што страшно драмска представа, со многу физика, сум играл Крал Либи. Што да ви кажам? Не можам да ги редам сите артисти, меѓутоа тоа се озбилни работи. Не е тоа само комедија, сатира. Како тоа, мислам, тоа е се дел од нешто што е на дополнување, еден универзален
начин на презентирање на улогите. Кога зборуваме за улоги, за актерството, читаме на пример за овие што се холивудски актери, некои кога се подготвуваат за одредена улога, постојат некои од нив кои многу сериозно го сваќаат тоа. Па се подготвуваат со месеци пред улогата. Например, ако треба да ослаби, да личи, да речеме на наркозависник, да речеме, или на нешто слично, се подготвуваат. Па не само физички, туку и психички влегуваат во улогата да бидат тоа што се. Постои ли тоа навистина во актерството да се обидувате, значи време пред тоа да навлезете во улогата? Апсолутно. Како наликува тоа? Апсолутно тоа е потребно за секој оној кој што озбилно сака да влезе во проектот, во улогата и кој што има намера да направи одреден резултат. Можете да замислите дека има артисти кои што поминале во одредени институции кај што има специјални третмани за одредени личности, да не речам лудници, да не речам психијатриски болници, да не речам старски домови, кај што они живеат со нив, затоа што морат да го адаптираат своето живење, својот темперамент, физичката одреденост на артистите, на болните, за да го адаптираат кон себе. И тоа е неминовно во еден друг свет кој што се вика Америка, кој што се вика професионалност. Кај нас ние дури сме толку успешни што за 40 работни дена, например, можеме да направиме нешто. Тоа е веројатно дарба некоја друга. Меѓутоа тоа е во Америка, како што спомнавте. Таму постојат специјални екипи, специјални кои што работат на тоа, кои што година дена има да се искинеш од работа за да дојдеш до некаков резултат кој што тебе ќе те задоволи, а камоли режисерот. И така се создаваат големи улоги, така се создаваат Оскари, така се создаваат личности кои што за нас е само еден пример, а не знам дали е така конкретно, дали ние конкретно така можеме да влеземе во една ситуација. Затоа што се работи за финансирање, сакав да кажам, се работи за огромни пари. Секако, затоа што се прави договор, прави договор на година дена. Ова денес 13-14 кој е февруари, снимаш 14-25 година, оваа улога до тогаш ќе биде спремана и праена, меѓутоа имаш договор со тоа, така? Професионален договор направен. За пари не сакам да зборувам, тамо тоа е апсолутно баснословна работа. Меѓутоа, тоа е начинот на работа. Така се создаваат квалитети. Меѓутоа, ние сме малку далеко од тоа. Малку сме ние натура, натуршчици. И тоа е. Каков е, сака да ја прашам, тој актерски живот, колку влијае врз приватниот живот? И ова, можам да кажам дека тука некаде сме можеби слични со новинарството, бидејќи во поглед на обврски на работно време, исто така немаме фиксни обврски, се разбира, во актерството исто така. Колку ви влијало на вас и на вашите колеги тоа? Зборувам на мешањето на професионалниот со приватниот живот. Па да, како да кажам, ние како артисти, ние немаме друга работа, немаме друга просторија во која што ние немаме канцеларија. Ние имаме театар, имаме бифе во кое што се дружиме, во кое што се коментира, во кое што се караме, во кое што и физички може да дојдеме до некаков конфликт. Меѓутоа, тоа е нашето живење. И ако тоа не го разберат семејствата, нашите семејства, јас сега на доделувањето на орденот, знаете како се обратив? Благодарам на моите колеги кои што ми дадоа ветер во грб за да успеам во овој 40 годишен период на работење. А особено сум благодарен на моето семејство кое што имаше чувство и сенс да ги разбере моите лоши и добри однесувања. Тоа е всушност она што нас не двои, ние сме една специфична класа на луѓе, да не речам, затоа што секогаш е пред нас, нема време, нема работам од тогаш до тогаш, работно време не постои, значи постои ангажираност, постои посветеност и само така може да се дојде. Затоа некој не може да разбере оваа професија, нашата и секако и вашата новинарска, затоа што и вие сте од терен на терен, ваму таму, ова личност, таа личност. Тоа е страшно одговорно за да дојдеш до резултат.
Не е то така само ајде се одиме, него мора да се посветиш на тоа, па фамилијата ќе пати, па сум дошол, па мали деца, па не знам ова, па Добро, актерството се поврзува, да речеме, и со боемски начин на живот. Дали е тоа задолжително поврзано или сепак зависи од карактер до карактер? Бидејќи постои една таква предрасуда или генерализација во јавноста, ајде да речеме, го спомнавте и вие бифето, дека тоа е секогаш така, но дали е баш така? Не, во никој случај, затоа што тоа се индивидуални потреби. Да. Некој индивидуално сака да седи во бифе, сака да помине поиќе време од тоа што му е нормално да седи во тоа, да некој сака. Меѓутоа, битно е дружењето. Тоа не е боемштина. Боемштина е по мене ако си имаш толку голема потреба за кафана, да седиш, значи од кафана во кафана, тоа е боем. Значи, влагаме во една кафана, која што е моја средина, кај што имам јас мои луѓе, меѓутоа во театарот, тоа не е боемштина. Театарот е професија. Тоа бифето во театарот е професија. А ова не, мислам дека лоша е перцепцијата на публиката, на луѓето, дека ние сме ете така предодредени да бидеме во некои средини кои што се малку чудни за сите други. Јас можам да кажам дека има многу луѓе кои што не се во јавниот живот, а се присутни боемски настроени, што е многу природно и нормално. Да, добро, имате ли омилени улоги? Например, постои ли тоа кај актерите? Да. Некоја улога што повеќе ви прирастала на срце за разлика од други? Не верувам дека постои некоја улога која што, знаете, некој пат и епизода која што не е кој знае каква улога, те прави многу задоволен и среќен кога ќе дојде до публиката. Дури, знаете што, има некој пат сакаш некоја улога да изиграш и ќе дојде, меѓутоа не допира до публиката. Публиката не може да ја перцепира улогата. Аха, значи има и тоа. Да, и не може да ја перцепира улогата и тогаш е трагедија. Ти ја сакаш огромно, со страшна љубов и се посветен да го направиш тоа. Се ангажираш максимално, меѓутоа не допира, нешто има, тоа е проблем сигурно и кај актерот и кај режисерот кој ја пуштил така ситуацијата, меѓутоа има па улоги кои што се апсолутно епизодни, а имаат страшен ефект. Тоа е задоволството, мислам, најголемата сатисфакција и најголемата награда за било кој артист е аплаузот од публиката. Аплаузот од публиката е единствената валоризација на трудот што го даваш толку години на нас. Тоа е оценката. Тоа е оценката. И нема тука друга шема која што може да ја направиш. Јас, например, сме играле со женски оркестар, кој ќе ми текне, сме играле страшно многу представи низ цела Македонија. Па знаете дека ние три пати во еден ден сме играле представа во Струмица. Женски оркестар кој што траеше неделя. Иста представа? Истата женски оркестар. И тоа, пазете, две представи купени. И сега викат, организаторот вика, аман, ве молам, уште една, чекај 10,5 сатот. Не, уште една публика, народот чека, сака. Сега да кажам, тоа е... И се ќе каже некој, како можеш да не си задоволен? Јас сум задоволен, меѓутоа не е само женски оркестар. Има и други представи кои што сме ги играле. Кога сме кај женски оркестар, ајде да видиме и дел женски оркестар, бидејќи имаме подготвено, ајде да видиме дел. Мала тврдоглавка, запамти само едно ќе ти кажам. Јапонски плес со турски игли е во најмала рака вулгарен, само така. Леле, Качко, леле, дилеко булгарен е вори, многу е булгарен, исто е булгарен како Стево. Зашто со Стево? Ја му викам на Стево, Стевчо бе, многу си бе булгарен бе, молим те. Стевчо твој. Абе, се облечу го тој буклесан джемпер со турски главчиња бе, барем кога спиеш бе. Па многу се потиш бе, смрдиш целиот па смрдиш бе како мртов конј бе, па не дозволјавај една женска да пати и да страда због заради тебе, му вика. Чакај бе, Мадоно, да те питам. Да. Тој какво ти каза на тебе, ма? Да, еве, ова е дел од женски оркестар, значи веднаш се насмеавме, значи невозможно е да го гледате да се насмеете. Добро, мислам дека тоа беше пазете, женски оркестар е по текст на еден француз кој што го донесе Димче Станковски, што беше режисер на ова. И меѓутоа од текстот не остана ништо буквално, затоа што тој текстот не понесе и ние со максимална импровизација, секој од нас
го доведовме текстот до едно ниво кога толку директно вршеше атак на публиката за да го перцепира, за да дојде до него, така да на секоја реплика ние дури не можевме ни да говориме, затоа што секој имаше допираше тоа и тоа беа актуелни теми. Не беше тоа само нешто како импровизација од тема. Не, него импровизација на актуелни теми кои што имаа страшна вредност во представата, затоа што публиката ги перцепираше максимално. Максимално ги перцепираше. И тоа не одржа толку време. Ние имаше и женски оркестар 2 направивме после, кој што не беше на истото ниво, морам да признам. Меѓутоа, постои тоа, зарад интересот на публиката направивме и женски оркестар 2. И тоа беше не... Добро, знаете што се прашуваат еве вака луѓето? Дали вие потоа во приватната комуникација, во приватното дружење, ви беше ли исто вака интересно како на представите? Меѓу вас сега зборам. Па како не? Па како не, ние секогаш сме биле затоа што пазете артистот не сме да има комплекс. По мене тоа е дефиниција на успешен артист. Ако имаш комплекс од нешто, висина, ја 1,64 м, замислите ја сега со оваа висина да имам комплекс од висина, па што ќе стаби на мене? Ништо. Значи, артист со комплекс апсолутно не постои. Не постои затоа што во секој момент, па да, во секој момент може некој да ме гледа како. Не, ако го немаш тоа, дури знаете како, баш со неколку артисти кои што се на моја висина сме се надпреварувале кој е повисок, во разликата се 2 сантима, меѓутоа ниеден немал чувство на некако, како да кажам, подценување, некаква навреда, демек. Не, ние сме растеле. Буквално тоа е немање на комплекс. Тоа е многу важно и затоа ние во приватниот живот сме имале апсолутно настани кои што биле толку интересни за дружење и за слушање меѓу нас, што публиката да била тука присутна, мислам дека ќе било посмешно од ова што го гледавме сега како женски оркестар. За крај прашање, работите ли сега нешто, творите ли нешто во моментов? Бидејќи знам дека сте во пензија, но сепак... Во моментов немам никаков ангажман што се однесува до театар и до други некакви медиуми, меѓутоа работам на синхронизација на серии. Тоа ми остана уште и што ми е баш задоволство да го работам, затоа што, пазете, јас на почетокот кога почнав да работам, кога ми понудија да работам синхронизација, имав таква верзија кон тоа. Бега, ова не вежи, не. Меѓутоа, кога сега како се развива работава, колку е тоа озбилна работа за да го доведеш тој видеолик, да го доведеш во ситуација да го перцепира публиката, онака како што тој игра, тоа е изуzetно тешка ситуација. Имајќи во предвид дека сите цртани филмови во Америка ги синхронизираат најврвните артисти. Да, така. Најврвните артисти. Значи тоа не е подценување, него тоа е талент, моќ да влезеш во нешто што е анимација, а ти да ја направиш жива. Тоа е голема работа. Да ја дадеш душата. Да. Слуша, и тоа е голема работа. Мислам, само тоа ми остана. Имав една представа во Драмски театар која правевме, нали, на моето пензионирање, партија Реми се вика. Ја игравме еден период, меѓутоа сега гледам дека некако немам покана во Драмски театар да идам да играм таа представа со мојата колешка Маја Велјковиќ. Така да останувам на тоа, јас сум пресреќен што сум направил ова во животот, што сум се добил до една ситуација на признание, кое што за мене значи единствена животна сатисфакција која што ме држи во живот и уште имам некаков темперамент кој што го реализирам со друштво, со другари, со така натаму. Да. Прекрасно да се чуе. Не знам за вас, јас навистина уживав во разговорот, се надевам дека и гледачите. Многу ми беше драго со една концепција ваша која што ме испровоцира да кажам многу убави работи, затоа што тоа е ретка прилика да може негде да се кажат убави работи што се однесува до мојата професија. Ви благодарам уште еднаш од се срце. Да, ви благодарам и на вас, господине Лукаревски, и ние се одјавуваме, но за гледачите на крај ќе оставиме уште еден сегмент, тоа е представа Угоре високо удолу длабоко со Емен Унџел. Еден сегмент, исто така и по тоа бевте препознатлив. Универзална сала, да. И со тоа завршуваме. Ви благодарам. Благодарам.
zašto si me, majko, rodila, le, kade bre si me frlila, u dolu je lele, visoko, majčice, u gore je dlaboko, le, opaman, što će beše ovoj taksirač.